ние си прашавме еден наш домашен кошаркар кој што многу може да изненади и фудбалски луѓе со неговите познавања за фудбалот, а за кого точно се работи, најубаво да видат нашите гледачи од прилогот кој што следува. Така. Веќе имавме можност да видиме европските и звездите од НБА лигата што типува, кои се нивните фаворити во поглед на стековното светско првенство, а и ние тука имаме кошаркари кои што еднакво добро се снаоѓаат и во својот и во туѓиот рекет, и во дресот на репрезентацијата, меѓутоа и во фудбалските типувања. Денеска со мене е еден таков, еден од најтрофејните македонски кошаркари, Бојан Крстевски. Оки, добра ли е најавата? Одлично. Фала ти прво што ни гостуваш во Мундокаст и не си случајно тука, затоа што тие што те знаат дека си топ кошаркар, меѓутоа тие што те знаат и малце повеќе од основното знаат дека и фудбалот ти лежи доста. Така, фудбалот се прати, поготово сега светското, не се тие надпревари што се можно да се гледаат во нормални термини, тие се проследуваат секако. Од првичните резултати, дали некои резултати те изненадија или очекуваше дека можеби ќе има некое изненадување? Па, нормално е шпанците сите нели што се изненадија со ремито со КП Верде што го игра, другото горе-доле може да се каже очекувано. Фаворитиве во главном лесно стигнаа до победи, некои уште се чуваат, не се форсираат премногу, горе-доле све е во рамки на очекувано, да кажам сега за сега. Имаш ли ти некој свој фаворит и дали мислиш дека надвор од главните фаворити може некоја од втора, трета класа репрезентација да изненади? Вака, мој фаворит некој, искрено шпанци ги фаворизирам, иако сега не се покажа, ама од тоа што го покажа последното европско, така, како млада екипа и доста поврзана со доста добра тимска игра, некако тие ми се некој мој фаворит, да кажам. Французите секогаш се тука со одличен, силен состав. Аргентина не можеш да исклучиш, помеѓу тие три можда. Така, кај послабите екипи, искрено норвежаните би сакал да стигнат подалеку. Не успеав но кеска да гледам таа утакмица, нешто хайлајтс погледнав. Некако ми се од тие помали екипи, да кажам, најсимпатични. А многу луѓе зборат дека некоја од африканскиве екипи може да стигне горе, го споменуваат Мароко особено со ремито со Бразил. Што мислиш за африканците и како ти се чини барем првиот Бразил што го видовме? Првиот Бразил, ништо ново од Бразил последните 20 години, иако се надевам дека со Карло може и они да догураат далеку, поготово познајќи го Карло дека турнирски знае да игра. Овие знаеме дека овие светски првенства европски се турнирски надпревари и не е секогаш само кој како игра, нели треба и да изгураш најдалеку. Така мислам дека Бразил ќе покаже. Што се однесува до африканските, Мароко сите го споменуваат. Имаат стварно добар состав, добро играат. И вчера Сенегал искрено покажа на моменти доста интересна игра, беа доста опасни од транзиција. А како ти се допаѓа светско првенство со 48 репрезентации, пошто тука има репрезентации за кои што многу викаат дека и не име баш тука местото. Дали да си останеше пократко, ама со поквалитетни екипи, или дека светското може ќе го извади најдоброто и од овие аутсайдериве? Па нормално сега со 48 екипи и сите гледам тоа кажуваат дека не е тоа светско, меѓутоа све што е ново му треба време да ни легне, што се вика. Се од една страна можда за нас као фанови почетна фаза не е толку интересна, ама па сега има голема шанса за тие помали репрезентации, помали земји да се учествуваат, за тие нации тоа е огромен успех и радост. Така да се даде шанса на сите, што се вика. Во однос на квалитет, кога ќе почне она нокаут фазата, тогаш мислам дека ќе се види правото светско. Така, во однос на квалитет. И ја опфативме темата светско првенство како заокружување на разговорот. За кого навиваш во клупски фудбал, зошто и од кога? Клупски фудбал за Интер, од кога Роналдо отиде во Интер. Значи околу 99-2000 така нешто. Знаеш дека Роналдо за малце у Лацио ќе завршиш. Дали ќе беше за Лацио тогаш? Можда. Што очекуваш од Интер во сезонава што доаѓа и мислиш дека можеме ние, условно кажано, италијанските екипи да им испарираме на англичаните и на шпанците? Па, последни години, можда тие 2000 години италијанско беше најсилна, 90-ти и 2000-ти, тогаш и кога почнав да гледам фудбал, се пратеше исклучиво италијанско.
Сега сум главно на Премиер лига, некако се уште ми се далеко од Интер, што очекувам, би сакал да видам, од домашно првенство супер пројдовме. Би сакал да видам во Лига Шампиони, лани игравме финале, беше Па две финалења последни 3 години. Да, со Инзаги беа супер, сега би сакал на европска сцена некој трофеј повторно после долги години. Така, кога сме кај трофеите, јас сега пред камера не можам баш да кажам што ми стои на памет, ама ти си знаеш што сакам да ти кажам за сезоната твоја наредна што што доаѓа. Шегата на страна, фала ти многу. Мислам дека и твоите предвидувања се предвидувања што и луѓе, ама и што и луѓе од фудбалот ги кажуваат, еве ти како фан што не е директно човек од фудбалот, добри ти се размислувањата. Фала ти уште еднашка и за добро да се гледаме. Хајде, поздрав.